Саботно издание на вториот централен дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме со најава на дел од содржините. Музеите од повеќе градови во Македонија ќе соработуваат во насока на меѓусебна подршка и избогатување на културната понуда. Стартува проектот Музеум Линк 2016. Миграцијата го намалува бројот на правачиња во општина Македонска Каменица. 20 деца е разликата од матичната евиденција и реалниот број на нови правачиња во оваа општина. Специјална награда добија учениците од Основното општинско училиште Никола Карев од Кочани на меѓународниот фестивал во општина Бачка Топола во Србија. Државната изборна комисија ќе му упати писмо на претседателот на Собранието Трајко Велјановски дека има отстапување во избирачкиот список во повеќе изборни единици, согласно изборниот законник. Ваква одлука донесе ДИК на синокешната седница, на која е констатирано дека во изборната единица 3 има помал број гласачи за 5,77%, во изборната единица 4 има помалку 5,12%, а во изборната единица 5 1,04%, додека во изборната единица 6 се 6,5% повеќе гласачи. Мој предлог е да констатираме дека не се исполнети условите за спроведување на гласање во ДКП на Република Македонија, затоа што бројот на пријавени гласачи е помал од најмалиот број на гласови во изборните единици во Република Македонија запратени кој избран во изборната единица 6 со 6478 гласа пресметана по Донтовата метода. Во овој период зеленчукот и овошјето треба да бидат постојано присутни на менито, со што луѓето помалку би внесувале производи од бело брашно. Внесувањето на поголемо количество на храна која содржи повеќе витамини и минерали ќе му овозможи на организмот полесно да се прилагоди на топлото и променливо време, советуваат лекарите. Пролет е идеално време да се направи промена во начинот на исхрана. Изобилството од раноградинарски култури кои може да се купат на пазарите го овозможува тоа. Човечкиот организам има потреба од внес на поголемо количество на хлорофил, па затоа лекарите препорачуваат замена на белото брашно со свеж зеленчук. Преминеме од храна која што е богата со бело брашно на храна која што е богата со вода, со минерали, која што ја спомнав. И белото брашно го троши организмот и да ги троши потребните материи и енергија, и идеално време е сега да го намалиме во нашиот јеловник и да го замениме со, например, ако обожаваме тестенини, со компири или со ориз. Граѓаните ги следат советите од лекарите, па зеленчукот и овошјето им се постојано на менито. Јас сум повеќе по зеленчукот, да ви кажам право, месото малку понастрана, пол години сме така понеделови на стома убаво и за храна се. Од зеленчук компирите не. А од зелениот зеленчук? Зелени крставицата, знаеш што. Предимно зеленчук и овошје. А што најмногу консумирате од зеленчук? Се. Скоро се. И патлиџани, пипер, лукче, кромиче. Салата зелена јадете? Да, салата, зелка. Гледаме да се храниме поздраво. Она што исто така е важно при употребата на свеж зеленчук и овошје е начинот на кој треба да се консумира. Лекарите советуваат темелно да се измива под млаз вода. Значи апел е да се измие убаво со чиста вода, посебно оној зеленчук и овошје кој што свежо се консумира. Оно кој што термички се обработува, значи има начин да се уништат микроорганизми кои што евентуално ги внеле, но свежо внесеното може би и да отстои известно време во вода, убаво под свеж млаз вода да се измие, па потоа да се користи. Поволните почвени климатски услови во нашата земја овозможуваат производство на здрава храна, која за граѓаните е лесно достапна.
Музеите од повеќе градови во Македонија ќе соработуваат во насока на меѓусебна подршка и избогатување на културната понуда. Се работи за проектот Музеум Линк 2016, со кој музеите ќе можат заеднички да аплицираат до странски фондации и да работат на амбициозни проекти. Со цел да се подигне на повисоко ниво квалитетот при реализација на големиот број проекти кои се предвидени од страна на повеќе музеи во државата, започна да се имплементира проектот за нивно поврзување насловен како Музеум Линк 2016. Во рамки на овој проект, музеите ќе соработуваат во насока на меѓусебна поддршка за збогатување на културната понуда. И можноста да заеднички аплицираме во некои проекти кои се на листата на проекти од УНЕСКО, од ИПА фондовите, од некоја друга меѓународна соработка. За тоа, стручниот кадар од сите опфатени музеи ќе ги користат ресурсите кои се на располагање, а со предвидените активности се започна токму од Штипскиот музеј. И како прва активност на оваа наша соработка беше полскиот плакат кој ние го организиравме во Етничката галерија Безистен. Тука се случија повеќе настани, освен отворањето, и јас се надевам дека и во иднина ќе имаме такви проекти кои ќе понудат едно врвно културно доживување. Оваа соработка помеѓу 20 на музеи ќе допринесе и за постигнување на врвната естетика, а ќе донесе бенефити за студентите од Штипскиот универзитет Гоце Делчев, но пред се за љубителите на уметноста во сите градови, кои ќе можат да го видат македонското културно богатство од повеќе градови. Во Берово, Малешевијата втор ден ја слави шумата. Во рамки на фестивалот Форест Фест се одржа надпревар во сечење дрва со пила, а за утре е предвидена и планинска тура со джипови. Втори ден Малешевијата го слави своето богатство шумите. Вчера во Пехчево со промоција на книгите Билки и бобинки од Стојан Арменски и од Суар до Круп и од Магаре до Труп од Бранко Марковски започна вториот Форест Фест, фестивалот на шумите во Малешевијата. И понатаму, како Министерство, ќе продолжиме да ги поддржуваме ваквите манифестации, да не останат само на оваа втора поред Форест Фест 2016 Малешевија, туку да овозможиме овие да бидат помасовни собири и да ја подигнат свесноста за значењето на шумите како природно богатство. Денес на платото над Беровското езеро започна и официјалниот дел, каде беа организирани голем дел на активности, како надпревар во шумски вештини, промоција на локални производи, културно-уметничка програма и друго. Голем број на гости од државата и странство присуствуваа на фестивалот, кои работат за зачувување на природата и шумските плодови. Производим фирма на еко чаеви и баш све што се да наći у природи. Ако видите има око 20 врста семена шумски производа, имамо и од фабрике сокова. Така имаме повеќе врсти на сирење. Нашето сирење доста се продава и во Скопје, таму највеќе, исто така и во другите градови, по Охрид, Струга. Фестивалот е поддржан од Фондацијата за поддршка на природните вредности и луѓе, Националното здружение на сопственици на приватни шуми, Програмата за зачувување на природата во Македонија и општините Пехчево и Берово. Рачунајќи дека ова ќе биде и во иднина традиционален настан, да со должна почит на некој начин му дадеме должно внимание на шумарството, бидејќи шумите се ресурс на која Малешевијата рачуна и треба да биде во секој поглед развојна компонента за развој на луѓето во Малешевијата и во регионот. Целта на нас е да има одржливост во шумарството, со тоа што гарантираме дека секојаш има шума, има секојаш и бенефити и благодетелство. Јас имав една порака да работиме заеднички двете општини, да ги искористиме природните ресурси, но со намера да ги искористиме позитивно за развој на туризмот и за привлекување на туристите. Една од поинтересните што денеска очекуваме да започне е проектот кој што го спроведува Сојузот на извидници на Македонија и можам да кажам дека овој проект е многу интересен, бидејќи во минатото беше многу повеќе активен во регионот. Фестивалот продолжува и утре со планинарска, велосипедска и джип тура и работилница за собирачите на шумски плодови и производи. Инаку фестивалот на шумите за прв пат беше одржан во 2013 година.
Непознати сторители го уништија единственото катче за дружба на жителите од село Крупиште, општина Чешиново, Облешево. Ги уништиле клупите и корпите за отпад. Жителите се револтирани, стравуваат од нови оштетувања на јавниот имот. Вандализам во Крупиште. Клупите и корпите за отпад во оваа населба беа мета на кратци арами. Пред повеќе од 3 години во оваа населба жителите добија мал парк за релаксација каде секојдневно се дружат и полнат од изворската вода. Непознати сторители го уништи единственото катче за дружба на жителите од Крупиште. Жителите револтирани. Све е убаво што направија, ја од мерак каручок да дона работници, само да има кал да не газиме, да не се утепаме. А сега ќе нема една недела, две стоја клупите и извадија ги. Љубица од Крупиште вели, арамиите ноќеска работат, наместо да бараат пристојна работа, тие го уништуваат и она што го имаме. Арами, има мајстори што работат, а арами носат ноќеске. И па зашо не ќе да работи државна работа, дека го праќат оно што сака, тоа си работи с негова волја. А не знаеме кои се, не сме виделе тоа, јас сум далеко. Жителите стравуваат од несовесните граѓани, бараат да се зголеми грижата над нивните соселани, за да не се повторуваат вакви вандалски чинови. Секторот за внатрешни работи Штип ги известува жителите на населените места Три Чешми, Доброшани, Сушево и Пенуш дека на 16 и 17 мај во период од 8 до 19 часот на воениот полигон Пенуш ќе се врши боево гаѓање со формациско оружје. Се известуваат граѓаните дека во овој период од безбедносни причини не треба да се движат или пак напасуваат добиток во близина на полигонот. Во Каменичкото основно училиште Свети Кирил и Методи се очекува за 20 да се намали бројот на правачиња од оние кои се евидентирани во матичната служба. Причина за ова е миграцијата во европските држави. Во Каменичките матични служби запишани се 92 деца кои треба да започнат основно образование во учебната 2016-2017 година. За учебната 2016-2017 година во нашето училиште се во тек уписите за новите правачиња. До сега се имат пријавено 46 ученици, очекуваме да биде вкупната бројка некаде околу 70. Ти која одделение сега ќе бидеш? Право. Дали ќе научиш нешто ново во училиште со поголемите професори и со поголемите дечиња? Да. А ќе имате ли игрички да можете да се играте меѓу себе? Да. Трендот на пораст на бројката на ученици е евидентно со стимулацијата за трето дете во семејството кај помалите општини, но се уште со намал интензитет токму поради миграцијата во европските држави, што не е случај само во Каменица, туку и во целиот регион. Специјална награда добија учениците од Основното општинско училиште Никола Карев од Кочани на меѓународниот фестивал Марковденски средби за деца и поети, што се одржа во општина Бачка Топола во Србија. Мото на фестивалот беше Детство обединето за различности. Учениците од Основното училиште Никола Карев учествуваа на 8-те меѓународни Марковденски средби на деца и поети. Станува збор за меѓународен фестивал што се одржа од 6 до 8 мај во село Панонија, општина Бачка Топола, Република Србија. Под лајт мотивот Детство обединето за различности, фестивалот ги собира најпознатите поетски, музички и сликарски имиња од просториите на бивша Југославија. Целта на фестивалот беше да се поттикне детското творештво, да се промовираат творечките способности на најмладите, да се негува мултиетичноста, како и да се популаризира престојот во природа во срцето на Бачка Топола. Фестивалот служи за естетизирање и едукација на младите. Програмата се изведуваше на Панонскиот парк, збогатена со многу содржини и со учество на познати личности од културниот живот во Србија, Босна и Хрватска, како што се поетите Раша Попов и Тодор Николетик, глумецот Бодан Инковик, пејачите Милан Станковик и Ана Бабик и други. Учениците се надпреваруваа во 8 категории. Јас ја добив специјалната награда во конкурсот во Панонија за песната Сонце во сончогледот. Добив трета награда на фестивалот во Бачка Топола на тема Сонце во сончогледот. Јас добив пофалница на тема Сонце во сончогледот.
Ова не е единствен успех на учениците од основното училиште Никола Карев на меѓународно ниво. Пред известно време се вратија со освоени специјални награди на меѓународен фестивал во Трст, Република Италија. Дека упорноста секогаш на крајот се исплаќа, покажува примерот на малиот Матеј Тутунџиски, ученик во основното општинско училиште Свети Климент Охридски, кој благодарение на својот цртеж освои патување во Дизниленд. Патувањето го доби за цртеж во која наслика планетата Земја. Дека упорноста секогаш на крајот се исплаќа, покажува примерот на малиот Матеј Тутунџиски, ученик во општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево, кој благодарение на својот цртеж и наградната игра на Лабна освои патување во Дизниленд. Патувањето го доби за цртеж во која наслика планетата Земја. Една награда која што ги растрепери срцата на многу ученици од нашето училиште и во конкуренција од 1700 цртежи неговиот оценет како најдобар цртеж, така што се здоби со првата награда. Во оваа прилика ќе го споменам и Ноа Николовски, кој што исто така имаше испратено цртеж. Неговиот цртеж е оценет како еден од 4 најоригинални идеи на конкурсот. Што доби ти? Награда. Каква награда? Патување во Дизниленд. И што нацрта за да ја добиеш наградата? Планетата Земја. Планетата Земја и друго? Звезди. Како се викаш? Ноа. Презиме? Николовски. И што направи ти? Што нацрта? Брод. И што доби? Награда. Наставникот по одделенска настава кој секојдневно работи со Матеј Тутунџиски вели дека тој ја очекувал оваа награда. Матеј како ученик е добар и кај него имаше желба и имаше цело време зборуваше дека ќе ја добие наградата и ќе патува. И јас му цело време верлев дека ќе ја добиеш наградата и ќе патуваш. Тој многу убаво црта, работи. Ова е одличен пример дека човек од најмали нозе пред се треба да верува во тоа што го работи, а воедно и да се надева, бидејќи среќата секогаш ги следи храбрите. Грција се подготвува да ги зголеми цените во екот на туристичката сезона. Кафето, пивото, цигарите, безалкохолните пијалоци, интернет и кабелска телевизија ќе се зголемат поради новите индиректни даноци и акцизи. Нашите соседи го креваат и данокот на додадена вредност за 1% од 23 на 24%, соопштија грчките медиуми по договорот на владата во Атина со кредиторите. За сега цената на ноќевање нема да се крева, бидејќи новата такса за хотелите ќе стапи на сила во 2018 година, кога ќе се плаќа по 1 евро за секоја звезда на хотелот и по 50 евроценти за клуч од станот под кирија. Поради новите акцизи, безоловниот бензин ќе скокне со 8 до 10 евроценти за литар, а дизелот со 3 до 4 центи. Змиите во канадската рурална област Нарсис секоја пролет изведуваат необичен ритуал кога илјадници шарени влечуги почнуваат да излегуваат од подземјата, создавајќи гледка која кај многумина предизвикува паника. Причината поради која сите змии излегуваат наеднаш е парењето, па така по 8 месеци хибернација тие ја користат пролетта за да добијат свој потомци. Овие змии живеат во вистински лавиринт од подземните тунели во канадската покрајна Манитоба. Иако има илјадници змии, вкупната површина на која тие живеат под земја не е поголема од просечна дневна соба. Американскиот претседател Барак Обама на средбата со лидерите на 5 нордиски земји го осуди агресивното руско воено присуство на Балтикот и побара од Москва да ги почитува своите меѓународни обврски. Обединети сме во нашата загриженост околу агресивното воено присуство и ставот на Русија во Балтичко-нордискиот регион, изјави Обама по состанокот во Белата куќа со лидерите на Шведска, Данска, Финска, Исланд и Норвешка. Во неколку наврати во последните недели руските војни авиони поприлично им се приближуваа на американските воени бродови и авиони во Балтичкото море. Во заедничкото соопштение, Соединетите американски држави и 5 нордиски земји го осудија засиленото воено присуство на Русија во тој регион и провокациите на Москва.
Македонската кошаркарска федерација вчера и официјално го промовираше Драган Раца за нов селектор на кошаркарите. Луѓето кои ја водат Македонската кошаркарска федерација се решија новиот селектор да биде Драган Раца, во кој гледаат човек и личност кој би можел да ја однесе репрезентацијата на Европското првенство. Српскиот тренер го имаше првото обраќање како селектор до медиумите и на оваа пресконференција тој образложи како ќе делува во иднина во неговата нова функција. Свесен сум на одговорноста и на моментот во кој доаѓам во репрезентацијата и дека треба да направиме нешто што сите го очекуваат од нас. За мене беше предизвик да ја преземам селекцијата во вакви услови. Треба да ја почитувам историјата, но да бидеме реални околу сегашноста, изјави Раца. Македонскиот селектор смета дека не смееме да ги потцениме и противниците во квалификациите за Европското првенство. Инаку Врбица Стефанов е прв избор на Раца за соработник, но се очекува негова потврда во следните денови, дали ќе прифати да работи во стручниот тим. Во понеделник ќе се одигра финалето во Купот на Македонија во фудбал меѓу екипите на Работнички и Шкендија. За романтичарите тоа би било трета титула поред, додека за тимот од Тетово ќе представува прв трофеј од третиот обид. Горд сум на моите фудбалери кои стигнаа до седмото клубско финале. Ќе се бориме за третата титула. Знам дека нема да биде лесно, но тоа и може да се очекува од противник како што е Шкендија. Кратко потенцираше тренерот на Работнички Томислав Франц. Тренерот пак на Шкендија Бруно Акраповик се надева на добра игра, но и на крај на серијата на Работнички во ова надпреварување. Финалето помеѓу Работнички и Шкендија ќе се игра во понеделник во 20 часот на Националната арена Филип II. Ова е се во второто издание на Дневникот. Останете со нашата програма и проследете го и третиот Дневник. Пријатно!